Почитувани гледачи, добар ден. Еве во нови услови, амбиентот го менуваме, бидејќи навистина излеговме од спортското студио, каде што олимписките кругови ги работевме, затоа што спортот бара природа, спортот бара чист воздух, спортот бара она што навистина не достасуваше во изминатиот период. Еве, полека короната завршува и се надевам дека ќе почнеме да работиме како што сме работеле понапред. Нашата цел во оваа серија на олимписки кругови ќе биде искуството и младоста. Кога искуството и младоста се спојат, тогаш резултатите не изостануваат. Ќе се обидеме преку разговори, преку луѓе кои што значат во спортот многу, кои што имаат богато искуство, да го дадат своето мислење, а оние кои што раководат, доколку сака да го послушаат, еве убава можност да го реализираат. Денеска почнуваме со Јанко Луковски, познат кошаркарски работник, познат кошаркар од времето, се сеќавате на браќата Јанко и Мито Луковски, кога во салата немаше место, кога работеа сите само со цел да постигнат резултати. Меѓутоа, Јанко Луковски моментално живее во Нови Сад, каде што се уште е со кошарката, има свој спортски сали, неговиот син Луковски, познат за сите вас, работи. Навистина е милина кога ќе појдеш во спортските сали, две сали, да ги видиш децата кои што ги создава Јанко Луковски и неговата фамилија за кошарка. Ќе го искористиме неговиот разговор, неговото искуство, горем љубеник во македонската кошарка, често пати доаѓа од Нови Сад да пренесе убави работи и мораме неговите работи да ги слушаме, бидејќи навистина кошарката, изворот на кошарката е горе во Србија. А во Србија постигна такви резултати кои што мораме да ги пренесеме. Добар ден, еве се наоѓаме во една убава атмосфера, каде што избегавме од таа корона. Да. И би сакале да го искористиме вашето присуство во Македонија. Често пати сте овде, срцето ви е во Македонија, во Лазарополе, и да го пренесете она што вие го знаете. А знаете многу за кошарката, бидејќи во центарот на кошарката се наоѓате во Србија, каде што навистина и во поранешна Југославија беше европски центар на кошарката, на луѓето кои што се занимаваат како вас, тренери. Нас ни е потребно повторно да во Македонија од времето ваше да го вратиме тој имидж на кошарката. А како ќе го вратиме ако не го искористиме искуството што го имате вие и многу други како вас? А добро, прво да се заблагодарам на поканата да учествувам во овој серијал и да кажам оно што јас мислам дека е добро да се направи квалитетна кошарка и да помогнам на македонската кошарка да почне да иде напред, бидејќи задни години, десетина години и повеќе, кошарката во Македонија е во стагнација. И тоа е голем проблем. Зашто тоа го зборувам? Затоа што мислам дека сме многу талентирани за кошарка. Не зборам ја тоа дека ја така мислам, ќе ви дам пример, да би луѓето знаеле за што зборуваме. Македонија у задни 15-20 години направи 4 врхунски плеймейкери на високо ниво во Европа. У 10 плеймейкери играа во најпознатите клубови. Зашто престана производњата на такви играчи плеймейкери, бидејќи Македонија е предиспонирана за тоа со тој темперамент
И таленат кој што го имаме више не може да произведе. Заден мохиканец кој сега покажува некои квалитети, некои особини од таа македонска кошарка е репрезентативот што игра во Хувентут. Тоа е плеймекер, главен на Хувентут. Презимето не му го знам како се презива. Сега што игра за репрезентација на Македонија во Хувентот игра. Тоа е заден млад играч кој што Македонија, ствари Македонија не го произведе, он отиде у млади години, у 13-14 години во иностранство. Сега, да би се сегашната ситуација во Македонија е проблематична кошарка. Мене кој ќе ме прашаат во Србија тамо, каква е ситуацијата со македонската кошарка, ја викам, кошарката во Македонија, не македонската кошарка, не е така лоша. Али македонската кошарка е лоша. Ќе се смеат како тоа, па викам, така играат многу странци тамо, долго години играат многу странци. Дојдовме у ситуација да не можеме да направиме квалитетна репрезентација, бидејќи со години не произведуваме квалитетни играчи. Местата кај што они може да добијат шанса да постанат квалитетни играчи беа попунети со странци, кои што ги зауставува младите играчи, кои што тие млади играчи пропаѓаа и не може да дојдат до израелја. Дојде ситуација да сега нашата репрезентација е во тешка ситуација и критична ситуација е репрезентацијата во Македонија, бидејќи квалитетот на една репрезентација се огледа по квалитетот на кошарката во една држава се огледа по квалитетот на репрезентацијата. Значи, каква е репрезентацијата, таква е и кошарката во Македонија. Ние во наредни години не можеме таа кошарка да ја освежиме со квалитетни. Можеме да ја направиме млада, али дали ќе биде квалитетна? Ја не верувам, бидејќи немаме квалитетни млади играчи на ниво кој што може да ја подигнат кошарката. Иако направиме некои квалитетни млади играчи, тоа е недоволно да се подигне целокупната македонска кошарка. Пошто јас за тоа зборам веќе долго години. Пошто гледам дека тоа нема одзив на тој мој разговор што се однесува до квалитетот на македонската кошарка, а тоа е клучен момент. Проблем е што системот сегашен во кошарката кој што владее во Македонија е трговински систем. Само се купуваат играчи, и домашни и странски. Домашните поквалитетни играчи добро си живеат во Македонија, може да се и поплатени од странците, немаат конкуренција и мораат да учествуваат, имаат третман во играта и се заработуваат добри пари. Младите играчи влагаат во некој ростер од клубовите, али не добиваат никаква шанса. Веќе земат 5-4-5 странци и 3-4 домашни играчи и си играат. Они се само попуна на ростерот на екипа. Пошто е тоа така со години, автоматски дека кошаркашката репрезентација не може да селектира нови, млади, квалитетни играчи да го задржи квалитетот. Што е проблем? Значи, мораме да го менјаме системот. Драстично мора коренито да се промени системот, да створиме услови да ние произведуваме наши играчи. А ако тоа не го сториме, ние нема да имаме добра репрезентација, ќе бидеме на дното на кошарката. Покажува задните квалификации, кои што од 24 европски репрезентации, кои што требаше да влезат на европско првенство, не учествуваше Македонија. Од 30 репрезентации. Ние сме у задни 5-6 репрезентации кои што не влегоа од 24 можни репрезентации. Тоа е алармантна ситуација. Тоа мора да знаат. Знаат во Кошаркашката федерација. Не е прв пат да се зборува за тоа. Али ништо не се случува понатака да се промени. Мене ме забринува. Значи, после Европско првенство, во кое што ние веројатно било кој тренер да земеме, не можеме да направиме добар резултат. Немаме квалитет. Значи, немаме квалитет за подобар резултат. Зимајќи странски тренер, тоа е алиби на Кошаркашка федерација, еве ние покушаваме со странски тренер. Ни тој не може да направи ништо. Јас знам, сигурен сум во тоа. Место ние сега да почнеме со реформа на системот, во кој што ќе донесеме мерки
да ги стимулираме и третираме квалитетно младите играчи, да постанат од потенцијали во квалитет, нема да успееме. Значи, па нема да успееме ако тоа не го направиме. Ќе пројдат години, имаме стара репрезентација со квалитетни стари играчи. Млади немаме квалитетни кои можат да понесат играта и да направат некој резултат. Тоа е проблем. Ако ние тука не почнеме да правиме систем кој што ќе овозможи од трговачкиот систем сега што го имаме во производни систем. Многу пари се даваат за странци. Тие пари се веројатно општините се 70-80% спонзори на тие клубови, у тие акционарски друштва, значи они се главни акционари, тоа се државни пари. Ретко кој имаш приватен тука, кој што учествува да дава пари. И сега тука е проблемот што тие се во државата, општински клубови се и тука диктираат одредени луѓе кои што не се во кошарката, нити имаат разбирање за нешто да се направи, никој со нив не прави разговор да се види да се промени тоа и да почнеме да правиме играчи. А ако ние тоа не го направиме, ќе имаме и понатака проблем. Зашто тоа никој не го гледа така, тоа е прашање за нив. Јас сум должен да тоа го кажам. Знаат луѓе, кога седиме у разговор по кафани ови, и тие на највисоки места знаат што све тоа како изгледа и ништо не чинат. Мене тоа ме забринува. Со еден збор немаме стратегија долгорочна, бидејќи навистина еве добар ваш пријател, а и наш пријател, господин Мајковиќ, честопати сме го викале гости, сака да помогне, а знаеме квалитетот на Мајковиќ колку е. Да. И истите овие зборови ги кажа, но за жал немаше интерес од оние кои што се тренери, мислат дека повеќе знаат од него, затоа викам, вашето искуство треба да го пренесеме. Не може тренер да биде само 2 месеци и да го смени некој секој што нема навистина врска во кошарката. Епа, тоа е стратегијата на македонскиот спорт, треба да биде подготвена од квалитетни луѓе кои што имаат искуство. Не случајно ве собравме да зборуваме за кошарката, луѓето од искуството, ќе се обидиме и другите како вас, Александар Кјазев и многу. Да. Треба разни мислења да се соберат. Да. Да И врз база да се донесе, да. Така. Али јас сега да кажам генезата за ова све. Зашто се случува ова? Кошарката во Европа ја диктираат богати клубови. Значи се направи една професионална лига, Евролига, која што е полузатворен тип. Големи пари се вртат тамо, се купуваат стално играчи квалитетни и тоа се рефлектира на националните првенства. Тој систем кој што го презентира Евролига, ние не можеме да го пратиме, немаме пари. Значи, ние даваме пари за неквалитетни играчи или полуквалитетни играчи, ефтини играчи. Затоа што не работиме со млади, не можеме да направиме тимон да купуваме играчи. Ние може да направиме поквалитетни играчи, бидејќи имаме добар талентиран потенцијал, не би требале да купуваме играчи, могли ние да продаваме. Значи, ние у таков трговачки систем само може на дно да бидеме, бидејќи не сме богати, немаме пари, да купиме, да кажеме, МЗТ работнички, не знам кој да купи 5 квалитетни играчи, може да игра во Евролига, али нема пари. Затоа ние свој собствен систем треба да направиме за производство на играчи и да ние од тоа производно поевтино можеме да екзистираме и со повеќе клубови и да ние евентуално продаваме некои квалитетни играчи да вратиме некој пари. Иначе ние од странците кои што ги взимаме не можеме ништо ни на година дена се тука. Еве, Олимпискиот комитет прави напори да едуцира и тренери и играчи во размена со Америка, со онаму. Меѓутоа, за жал, во клубовите немат заинтересираност да пратат. Значи, ако вие, вашето искуство, еве сум бил во Нови Сад, бевте се дружите со навистина врвот од кошарката во поранешно. Па добро, таму 35 години работи. Да.
И тоа сето треба да опренесеме на нашите, да. Меѓутоа, интересот како да вратиме до вербата, значи, ние треба да направиме, јас спомнав, стратегија за развој на кошарката и на другиот спорт. Долгорочна стратегија. Долгорочна, програма за денес и утре имаме. Али вашето искуство, бидејќи на вистина бев кај вас на светското шаковско првенство и цело време следев како работите во Нови Сад и вашите деца. Добра е обсервацијата, али треба да има добра волја, треба да има. Сакам да кажам, контактите што ги имате со врвните. Нема проблем. Значи, они може да ни помогне, секој од нив. Може да го донесам Жејко Обрадович и да збориме за кошарка овде. Не е проблем. Треба да имаме добра волја. Добра волја треба да покаже врвот на кошарката, тоа е Кошаркашката федерација. Они треба да прикажат добра волја, да седнеме за стол и да разговараме за иднината на македонска кошарка. Они не седнуваат. Како ние по кафани ли ќе збориме? Не вреди. Или ја ќе дојам еднаш ќе зборам у 5 години и они од тука влези, од тука искочи, нити се заинтересирани. У новина дав интервју за ова исто, еве сега на телевизија дам, индиректни контакти направив, да се направи некој округли сто, да почне да се разговара и да видиме што можеме во сегашна ситуација да направиме промена на системот, да би кошарката во Македонија тргнала на узгорна линија, а не да пропаѓа. Значи, секоја година ние сме све понеквалитетни и понеквалитетни. И тоа е голем проблем. Основен одговорен орган за развојот на кошарката е Кошаркашка федерација на Македонија. Одговорен субјект во кошарката се клубови, они прават играчи, али треба да им се обозможи систем кај што они можат да прават играчи и кај што нема да зависат од странци. И тука е проблемот. Во сегашно време клубовите преку ваучери во Македонија добиваат добри пари. Али 70-80% од тие пари се трошат на странци, не на наши играчи. Према тоа е голем проблем. Тоа е озбилен проблем. Зашто така и понатака трае тој систем, ја не можам да кажам, бидејќи нема добра волја, нема со кого да се разговара. Момент добро рековте, меѓутоа, еве, ние ќе настојуваме да го организираме Олимписки комитет, ќе биде и председателот, и почесниот председател, бидејќи беше и председател на Југословенската кошарка. Васил е компетентен да зборува. И неговото искуство треба да го пренесеме, да, ова што вие го сакате. И се надевам дека и спортски новинари, Асоциација на спортски новинари, повторно ќе биде иницијатор, бидејќи Мајковиќ и Ѓаковиќ беа наши гости, да вашето искуство го пренесеме врз младите и да поттикнеме, значи корените вие ги засадите, да не се исушат тие корени, туку да го обновиме тоа. Се слагам. Добра идеја. Добра идеја, али иницијативата мора да биде од Кошаркашка федерација. Ако они не покажат иницијатива за промена на систем, кој што ќе ни донесе добри услови за стварање квалитетни играчи, нема да има ништо од кошарка. Гостува и председателот на Кошаркашка федерација. Ајде да видиме што ќе каже, која е неговата процена за иднината. Да. Што Кошаркашката федерација? Тоа е цел на нашата телевизија, на Македонскиот олимписки комитет, да помогнеме колку можеме нашето искуство. Да. Друг сегмент кој што е важен е стручната работа. Тренерите. Значи, многу важен. Тој сегмент е запоставен и тренерите се средство за подкусуривање или за лоша работа на клубовите. Ако нешто не иде, они ги менјаат тренерите. Значи, ако еден тренер за година дена секој клуб го остави да работи, да му дае шанса, тој сигурно ќе покаже добри резултати и ќе настави со некоја работа. Пошто овде се менува тренер, се менува целокупниот тим за следната година, како ќе иде кошарката напред? Па не може да иде. И тие тренери се хендикепирани затоа што не имаат доверба. Еве пример на Кочов, Ѓорги од МЦТ. Не знам зашто го
променија. Не знам зашто е сменет. Према тоа, а еден од најталентираните тренери. И сега ми е друг таков не може да немаме 20 тренера такви, 1, 20, тројца има. Према тоа, и тој сегмент е важен, нормално тренерската организација мора да биде самостална, сега не е самостална, од ингеренцијата на федерацијата. Ако е здружение, ама федерацијата диктира тамо што ќе се работи и тоа е проблем. Значи, тука се све врзани сите работи директно влијаат од Кошарката федерација, што не би требало да биде. Ако сакаме да успееме, значи, ние со таква една стратегија мора да почнеме да правиме една професионална лига независна од Кошаркашка федерација. Тука тоа е проблемот. Треба да направиме прво играчи. Играчи треба да направиме македонски. Ако не направиме, немаме што. Немаме пари да направиме квалитетна лига. Точно, јас ви благодарам, а верувам дека и понатаму ќе бидете наш гостин, бидејќи навистина имате големо искуство, а имате и голема љубов кон кошарката, како човек кој што, еве, надвор живее, меѓутоа многу близко, кој што работи со кошаркарски врвни работници. Значи, вашето искуство и искуството на другите соговорници да го сближиме, да тоа искуство се пренесе на младите. Реков на почетокот, кога искуството и младоста се својат, резултатите не изостануваат. Значи, во тоа, како да направиме тој ланец, да го... Еве, ова е почеток. И добра идеја. Значи, прво ви благодарам што ми дававте можност да кажам што мислам за македонската кошарка, бидејќи ја ги имам сите, па и ги имам сите информации. Значи, и она што знам, гледам и ова, и важно е да се направи еден апел, притисок према федерацијата да почне да зборува за квалитетот на македонската кошарка и да се најде решение да она почне да иде напред. Сега не е таква ситуација. Ви благодарам уште една што ми давате можност да зборувам за вас. Во секое време сте добре дојдени, бидејќи навистина и ние, еве, во години, што викат постарите, да дадеме она што можеме да одадеме, бидејќи имаме внуци, имаме деца кои што треба да ги обновуваме. Немој да ни кажат утре, абе вие што направивте и упропастивте кошарката. Така ќе ни кажат. Да, така е. Што не учествувавте да ја подобрите. Така е. Па благодарам и се надевам дека ќе најде на одзив, бидејќи... И јас се надевам. Бидејќи навистина целта ни е да постигнеме да помогнем. резултати. Имаме такви примери во Македонија добри, каде што младите направи резултати, тоа е со фудбалот на Европското првенство. Сега имаме и резултати. Имаме примери. Да, примери. Така. И врз тие примери да се учиме. Обидеме да направиме добра стратегија за македонска кошарка. И во сето тоа, значи, и раководните луѓе, не мора секогаш викаме спортот на спортистите. Да, спортот до одреден дел. Да. Меѓутоа, за раководно место... Мора менаџерът да биде добар. Да, точно. Менаџер мора да биде добар. Менаџерството е голема работа. Така е. Лесно е да дадете идеја, меѓутоа потребно е Реализација. акција и реализација. Тогаш таа идеја ваша Ќе успее. Ќе успее. Ја ви благодарам што бевте гостин и се надевам дека ова е прво гостување. Второто ќе го организираме заеднички на една округла маса, каде што Олимпискиот комитет ќе биде иницијатор и Асоциацијата на спортските новинари на Југоисточна Европа. Супер. Така што ќе му дадеме значење на сето тоа. И треба да се даде. Благодарам уште еднаш. Еве, драги гледачи, ова беше господинот Јанко Луковски, кој што навистина даде убави предлози, а се надевам дека и останативе кои што ќе ги чуете на истото равниште, на истите пораки, само да дадеме придонес да се подобри работата во спортот. Почнавме со кошарката,
а ќе бидеме присутни и во локалната самоуправа, онamo каде што се создаваат спортистите, во руралните центри, бидејќи само на таков начин, кога ќе отчуеме мислењето на луѓето кои што го сакаат спортот и сакаат да дадат придонес во спортот, тогаш можеме да речеме дека одиме по правиот пат на развојот на македонскиот спорт.